Соседните земји и регионот да се развиваат без багажот на минатото, порачаа премиерите Заев и Борисов по заедничката седница во Струмица. Според нив, само доколку се зајакнува довербата и соработката, може да се доближиме до вредностите, но и стандардите на Западна Европа. Јас верувам дека сите учиме од минатото и се падна честа токму додека јас и мојот пријател премиерот Борисов ги водиме владите на двете земји, кои што во суштина водат влади на земји чии што граѓани се пријатели. Тие пријатели очекуваат само унапредување на соработката и отварање на подобри перспективи кои што живот значат за граѓаните. На Балканот треба многу да внимаваме од зборови од типот нова епоха, историски, затоа што повеќе скромност ни е потребна отколку величење. И кога со колегите за прв пат започнавме се збориме за овие теми, Зоран е сведок, јас им кажав тука треба да заборавиме дека е велика Албанија, велика Грција. Премиерите Заев и Борисов беа запрашани и за чувствителни теми како македонскиот јазик. Дали е заштитен со договорот за добрососедство, но и кое е мислењето на премиерот Борисов за постоењето на македонскиот јазик. Договорот е потпишан со формулација во која што вели на македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија и на бугарски јазик согласно Уставот на Република Бугарија и е потпишан на двата јазици. Е потпишан на бугарски јазик и е потпишан на македонски јазик. Навистина преку ова даваме шанса да помалку зборуваме за минатото, за минатите слабости, а повеќе зборуваме за перспективите и за идините. Се опитаме да направиме практичките нешта. Ке се обидеме да направиме практичните нешта, историчарите да си докажуваат кој и што е, како и што произлегло. Ако направиме таков разговор денес, да спориме кој јазик, тука кај Качанов тој е многу подготвен за темата. И наместо да подпишеме договор за соработка, може на крајот да дојдат со госпожата с по един танк тука. На денешната седница на владите на Македонија и Бугарија во домот на АРМ во Струмица беа присутни по 11 министри и премиерите на двете држави. Тие потпишаат 9 договори и една декларација кои акцент даваат на напредокот на добрососедските односи и зајакнувањето на диалогот и партнерството меѓу двете земји.